Ја слушате политичката емисија Пулт на Радио Слободна Македонија со Славица Арсова. Специјалното јавно обвинителство вчера објави две нови истраги во кои се опфатени повторно членови на највисокото раководство на ВМРО-ДПМН. Паралелно Катица Јанева и нејзините истражители влегоа и во управата за безбедност и контраразузнавање. Сето ова се случува само неколку дена по распуштањето на собранието и веќе официјалното отпочнување на одбројувањето од календарот на предизборни активности. Може ли со вчерашните случувања официјално да се прогласи кампањата за започната? Па, пред се благодарам за поканата во твојата емисија. Да, ако во неделата го имавме големиот собир во Борис Трајковски на ВМРО, на кој што официјално започна предизборната кампања на ВМРО-ДПМН, од друга страна, оние вчерашни и завчерашни акции на СЈО и на Катица Јанева, исто така можеме да ги препишеме како официјален старт на кампањата на СДСМ. Подолг период, не само јас, поголем дел од луѓето кои што ја познаваат политиката во Македонија, предупредува, укажува на тоа дека во оној момент кога ќе започне поготово официјалниот старт на кампањата, за разлика од едниот дел на кампањата кој што ќе го води ВМРО и Груевски, на кој што и досега сме навикнати како таков да биде пред се отчетност за претходниот период на владење, што ветиле и што исполниле од тоа, и еден голем број на нови понуди, односно проекти, кои ќе бидат како составен дел од програмата на ВМРО, и тоа секако го очекуваме во наредниот период. Дел по дел нешто слушнавме, што е најавено да се превземе во наредниот период, но секако дека уште многу поголем дел од програмата на ВМРО ќе го очекуваме да го слушнеме. Од друга страна, СДСМ, поради тоа што нема никаква програма, имаат некои флоскули од типот ќе зголемиме минимална плата на 15.000, просечна плата ќе направиме 30.000, нешто што се смеев не на 180 дена дека биле 6 месеци, дека не биле 6 месеци, поточно како го нарекуваше Заев, него програмата им има еден интересен ден кој што ми остана впечаток, велат 180-24. Сега тоа 180, што ќе направиле во првите 6 месеци од нивното владење, ако победат, а 24, секој еден нормален човек му текнува дека тоа е во наредните 24 часа што ќе се случи. Нели? 24/7, 24 серијата холивудска што идеше. На секој еден човек го асоцира 24, кај нив не биле тоа 24, него биле 24 месеци. Така што имаат они сега нешто кажуваат, но премногу им е јасно и на раководството на СДС и на тие нивни поддржувачи кои што ги советуваат дека на отворен мегдан да се така надпреваруваат СДСМ и ВМРО во делна програма на исполнетост на што би се изработиле кога би дошле на власт едните или другите, и уште поважно, кои луѓе ќе застанат во изработка и во реализација на тие програми и проекти, јасно му е на СДСМ дека шанса никаква нема. Од тука, пак ја повторам, воопшто не е изненадување, апсолутно мислам дека за очекување, дека не само оние завчера циркус што ги правеше Катица Јанева, него дека во наредниот период, како се ближиме ние до 11 декември, дека се почесто и почесто ќе ја гледаме Катица Јанева во обид, што и до некаде и успева, да речеме вчерашното започнување на градба на клиничкиот центар, што е огромен проект, не само за градот Скопје, за цела држава, за цел регион тука на Балканот, да се покрие со некој бедна пресконференција на која што без никаков доказ, без никаков аргумент, без никаков факт, ќе се посочат некои имиња, а тоа по дефиниција се од раководството на ВМРО.
тоа што го направи вчера Катица Јанева, пак ќе повторам, е за очекување дека секоја наредна недела, еднаш до два пати, 1-2 дена ние ќе се замараме со нејзе, со СЈО и со Катица Јанева. Колкав ефект може да има ваквите активности на СЈО на изборниот резултат на 11 декември, бидејќи гледаме дека се таргетира една политичка партија, сите повидни членови од врвот се на некој начин опфатени досега, веројатно и понатаму ќе има активности на СЈО во кои ќе бидат тие таргетирани. Колку може тоа да влијае на рейтинзите и на изборниот резултат на 11 декември? Сега јас го гледам тоа во два дела. Значи, постои еден дел, пак ќе речам, поддржувачи или членови на СДСМ, ете на опозицијата, за кои што верувам дека духовна храна име Катица Јанева и СЈО. Значи, пак ќе ти повторам, во неможност да се надпреваруваат, да разговараат на теми за кои што реално секој еден граѓанин очекува да слушне, тие тој ден кога ќе излезе Катица Јанева и наредниот ден евентуално, имаат за што да зборат. И од друга страна пак има еден многу поголем број на граѓани кои што и за волја на вистина се поддржувачи на владеачката партија, на ВМРО, но и оние независни луѓе кои што најотворено може да видат и да проценат што е работата која ја работи сега Катица Јанева, колку сето тоа што го говори држи вода и конечно со секој еден поминат ден кај нив, увереност дека СЈО е партиска испостава на СДСМ и на Сорос. Дека во таа институција сите до еден се луѓе кои што се најотворени поддржувачи, па верувам и членови на СДСМ и на или платени претходно биле од Сорос. Еве ви го последниот пример со Борче Трајковски, или познат како Боки Бургија. Значи, тој пишуваше во опозиционата штампа. Пишуваше колумни во нивните портали. Секој еден може да ги прочита и да ги слушне неговите ставови. Има слики на кои што со торти на СДСМ е сликан за неговиот роденден. Значи, тој човек по СДСМ не може да биде поголем поддржувач на Заев, не може да биде. Од друга страна, поголем критичар на ВМРО. Ете таков експерт вчера слушнавме дека бил вработен во СЈО. Слушнавме исто дека внукот сестра на Катица Јанева е вработен во СЈО. Слушнавме за еден куп други луѓе кои што се братучеди, внуци на ваков или на онаков роднински начин поврзани со Катица Јанева или незините обвинителки. Слушнавме и добивме и потврда дека сите тие така наречени експерти, дали се вика тој Грчев, дали тој се викал Тортевски, дали тој му било име, не знам како се викаше оној пензионираниот уставен судија, како му беше името, уставниот судија, и неважно. Значи, луѓе кои што сега се платени како експерти, а кои што се најотворени поддржувачи и на опозицијата, и на опозиционите политики, и нормално и на СЈО као такви, као гласноговорници сега тие функционираат. Сето тоа, поради огромниот број на телевизии, на информативни средства, луѓето го гледаат и им е јасно, повторно она што го кажав на почетокот. А тоа е дека тоа СЈО е претворена како партиска испостава, како експозитура на СДСМ и дека функционирањето на СЈО е под директна команда на Заев и на луѓето кои што раководат сега со таа СДСМ. Од тука кредибилноста која што ја има СЈО во јавноста е мала, а од ден во ден станува се помала и помала. Интервјуа, анализи, жешки теми. Политички магазин Пулт на Радио Слободна Македонија со Славица Арсова.